Има уште многу да се направи и затоа ги повикав сите партии и државни институции да работат заедно за одржување на кредибилни избори и да учествуваат во изборниот процес. Веродостоен изборен процес е патот напред за враќање кон ЕУ перспективите. Особено ги охрабрив сите државни функционери и државните институции да ја поддржат работата на Државната изборна комисија во прочистувањето на избирачкиот список, со цел да се врати довербата на граѓаните во процесот. Медиумите, особено националниот сервис, играат клучна улога за граѓаните да бидат информирани за време на изборниот ден. Тие треба да бидат балансирано информирани и да ги слушнат различните гледишта. Треба уште многу да се направи во практика. Загрижени сме што продолжуваат пријавите за заплашување на избирачите до политичките партии и до државата да ги стопираат ваквите заплашувања. Граѓаните исто така се одговорни да ги пријават било какви заплашувања кај надлежните. Го поздравуваме отворањето на ОПСЕ и ОДИХР на мисијата за наблюдување на изборите минатата недела. И тие ќе ја дадат последната оценка на овие избори. Но секако меѓународната заедница ќе продолжи да ги следи подготовките на изборите и таа нема да се двоуми да говори гласно доколку забележи нерегуларности. Специјалното јавно обвинителство е уште еден клучен елемент од договорот од Пржина. Многу сме загрижени за обструкциите и подценувањето на работата на ова обвинителство. Повторуваме дека сите оние кои што се договорија да се воспостави ова специјално обвинителство треба да се воздржат од напади и целосно да ја поддржат улогата и независноста на специјалното обвинителство. Изборите се само дел од целата приказна. Комисијата инсистира договорот од Пржино и итните реформски приоритети да се имплементираат пред, за времена и после изборите. Политичките лидери имаат одговорност да ги преземат сите неопходни мерки и да ја вратат земјата на евроатлантскиот пат. Комисијата останува подготвена да ја асистира на земјата во имплементирањето на реформите во нејзиниот пат кон ЕУ.